Долга дебата во Советот на денешната седница предизвика годинишниот извештај за работа како и финансиите на Кумановската библиотека Тане Георгиевски. Голем дел од советниците го поздравија работењето на оваа општинска установа, нагласувајќи дека изминатата година се реализирани низа активности за промоција и популаризација на книгата, средби со писатели, литературни читања, а постојано велат се збогатува и книжниот фонд. Библиотечниот фонд велат е зголемен за над 3300 единици, најмногу во возрастниот оддел. Активно велат се работи и на запишување на нови членови, кои во 2022 година биле над 3700, па вкупниот број на запишани лани бил над 5700 членови. Библиотеката работеше оваа година интензивно на најважниот сегмент, а тоа е популаризација на книгата. На тој начин овозможила доближување на книгата до секој корисник од сите работни и животни средини, која кај читателите го потикна читањето, љубовта кон книгата, унапредување на читателската способност, потикнување на креативноста и промовирање на книгата како вистинска вредност. За таа цел реализирани се многу активности, како што се промоции на книги, литературни читања, средби со писатели, посети на најмладите, проекти од основни и средни училишта, изложби на книги, медиумски настани и друго. Посебно за поздравување во извештајот се активностите од подвижната библиотека и доближување на книгата на учениците од руралните средини, како и посета и пристап на библиотека на најмладите дечиња од детската градинка Ангел Шајче, со цел уште од мали нозе да им се развие и љубов кон книгата. Советниците од опозицијата забележаа за книгите кои, како што велат, биле фрлени во објект кој наликува на котлара. Прашаа зошто е тоа така, дали се заштитени и дали продолжува процесот на дигитализација. Бевме сведоци по социјалните медиуми годинава за дел од книгите кои се дел од вашиот библиотекарен фонд на вашата установа, кои буквално беа фрлени и растурени во делот што наликува на котлара. А согласно законот тие не смеат да се наоѓаат таму. Па моето прашање е каде се сега тие книги и зошто е затворен тој дел? Дали имате вие некаков елаборат за заштита од пожари? Во делот исто така, моето второ прашање на дигитализацијата, освет оно што го сметате од издание на наш вестник, дали вршите дигитализација на некое друго градиво, други видови на списанија, книги и така натаму. Директорката на установата појасни дека книгите биле отстранети во простор гаража и дека биле дел од процес на расходување. Ова вели се прави неколку пати во годината или на одреден период, зависно за какви книги станува збор, дали се целосно уништени и не можат повеќе да се употребуваат. Тоа се книги кои што се ставени за расход, кои што треба да се, односно се расходувани и се спремаат за расход да се однесат, значи додека не помине процедурата, а процедурата е многу сложена, значи оди преку Министерството за култура, преку НУП, значи одобрение што да се прави со тие книги, значи има процедура, имаме правилник како тоа се прави, не може да се тргнат тие книги од тоа. Значи ние ги тргнавме тие книги за да го расчистиме просторот во библиотеката. Тие книги се ставени во кутии, дали некои книги испаднале од таа кутија, значи некој од страна тоа што го гледа, не знам како, само гледа да најде некоја замерка за сето тоа. Значи тоа е дел гаража кој што ние го користиме моментално за складирање на тие книги кои што ќе служат, односно кои што се расходувани. Во врска со второто прашање, дигитализација, библиотеката уште од 2018 година го започна процесот на дигитализација на наш вестник. Се уште трае тој процес, значи континуирано како се дигитализираат, ние ги пуштаме на нашата страна, така ги имаат, сите кои што сакаат да ги разгледаат имаат достапност.
Планираме значи да го дигитализираме списанието Корени и имаме веќе, бидејќи кога станува збор за електронски изданија на книги, планираме во соработка значи со наши роднокрајни автори да почнеме со дигитализирање и електронско издание на книги од наши роднокрајни автори кои што сакаат и кои што ќе дадат свое авторско право. Знаеме дека за да се добие едно авторско право е доста скапо и сето тоа е регулирано со закон, така да не сме во можност да правиме електронски изданија на книги. По повеќе часовната дискусија точките беа изгласани од советниците.